Безбедност и заштита при работа е начин за обезбедување заштита на нивното физичко и психичко здравје, како и обезбедување достоинство и хуманост во работните односи. Компаниите се должни на работниците да им обезбедат здрави и безбедни услови за работа, како предуслов за брзо, ефикасно и навремено исполнување на работните обврски, но исто така значајна е улогата на работниците. За жал, секојдневно слушаме за повреди на работно место, но и за такви несреќи кои завршуваат фатално по работникот. Почнувајќи од месец јуни, Регионалниот центар за застапување од Делчево го спроведува проектот по безбедни и посигурни на работа, подготовка на идните работници за здрави и сигурни работни места. Проектот е финансиран од Европската Унија преку Македонското здружение за заштита при работа. Токму за овој нов проект во регионот повеќе ќе разговараме со координаторот Родне Деловска и председателот на Регионалниот центар за застапување Тони Стојменовски. Еве, како за почеток ќе ве запрашаме како прво прашање за каков проект станува збор и кои се неговите цели. Како што споменавте и вие во најавата, од јуни месец Регионалниот центар за застапување од Делчево започна со имплементација на проект од областа безбедност и здравје при работа. Проектот ќе трае нешто помалку од една година и во тие месеци спланирани се повеќе активности кои што некако се поделени во неколку групи на активности. Имаме активности за подигање на јавната свест преку различни медиумски производи. Имаме исто така активности за јакнење на капацитетите на целните групи кои што се вклучени во овој проект. Меѓутоа, генералната цел на проектот е пред се да се подигне јавната свест кај населението, и како што носи и назив самиот проект, тоа е да се подготват идните работници за посигурни и побезбедни работни места. Тоа значи дека нашиот фокус на овој проект е посебно насочен кон младите, бидејќи тие се во таа возраст, зборуваме за млади до 18 години, пред да станат полнолетни, за преку овој проект на некој начин да ги информираме, да бидат запознаени со нивните права и обврски, кога за прв пат ќе стапат во работен однос, согласно законските регулативи во нашата земја. Овој проект, значи не случајно го работиме, ова е веќе трет проект кој што Регионалниот центар за застапување го работи од областа безбедност и здравје при работа. Колегата Тони може подоцна да спомене нешто за претходните два проекти кои што ги работевме во истата област, така што овој некако ни доаѓа после 2-3 години од тие проекти, ни доаѓа како на дополнување, за тоа што имаме целта повторно е иста, меѓутоа имаме други целни групи, како што кажав, тоа се младите. Инаку овој проект кога го креиравме, кога го пишувавме, сите активности, сите резултати кои што треба да бидат постигнати се во согласно со Националната стратегија за безбедност и здравје при работа 2021-2025 година. И се разбира согласно акцискиот план на оваа стратегија, и ние се надеваме дека со овие активности кои што ќе ги правиме преку овој проект ќе допринесеме за постигнување на приоритетите кои што се поставени во тој акциски план на национално ниво. Може би одговоривте дел од прашањата што се однесува до второто прашање, кои активности ги планирате, кои целни групи ќе бидат опфатени, дали само идните работници како што стои во насловот на проектот, или ќе бидат вклучени и други лица? Првично, значи, главна целна група или директни корисници на овој проект ќе бидат младите, ги опфаќаме основците од 9-то одделение и средношколците од 4-та година гимназиска образование, кои што ќе бидат директно вклучени во процесот на јакнење на капацитетите, меѓутоа исто така ќе бидат вклучени и експертите во оваа област и лицата кои што во локалните институции се поставени токму на тие позиции безбедност и здравје при работа. Споменав нешто за активностите, меѓутоа би сакала подетално да кажам. Таа прва група на активности е јакнење на капацитетите, како што кажав. Предвидени ни се обуки за 45 ученици во двете основни училишта и во средното училиште во Делчево, и предвидена ни е уште една обука за јакнење на капацитетите на тема нови трендови во БЗР, која што ќе биде наменета за лицата кои што работат БЗР во локалните институции во Делчево, Македонска Каменица и во Берово. Исто така и Пехчево ќе биде вклучен во проектните активности, бидејќи проектот е регионален, се спроведува на регионално ниво. Тоа е едната група на активности.
Проектот ќе го започнеме со едно поголемо истражување за да ја видиме реалната ситуација на терен. Ние претходните проекти кои што ги работевме, веќе правевме некои истражувања, направивме еден скен на ситуацијата на крајниот исток во однос на тоа колку се почитуваат стандардите за безбедност и здраве при работа, како се однесуваат работодавачите, како се однесуваат работниците. Меѓутоа тоа беше истражување кое што беше правено некаде 2017 година, ако не се лажам. Од тогаш веруваме дека многу работи се смени, тука влијаеше и светската пандемија со ковид кризата, која што направи многу промени во однос на тие стандарди за безбедност и здраве при работа на работните места. Така што преку ова истражување кој што ќе го правиме сега со овој проект, ќе направиме една паралела со податоците од тогаш и сега, па да видиме дали нешто во меѓувреме се смени. Третата група на активности се промотивните активности, кои што тука е планирано едно промотивно видео да изработиме, кое што ќе биде споделувано на регионалните медиуми. И исто така ќе спремиме еден подкаст, кој што подкаст ќе биде заедно со гости, предвидено гости да бидат експерти од оваа област, кои што ќе дискутираат посебно за ситуацијата со оваа област, конкретно во нашиот регион. И како завршна активност, со која што планираме да го заокружиме проектот некаде во април-мај месец 2023 година, а тоа ќе биде една симулација на несреќа на работно место. Тоа ќе биде, претпоставам, некоја од компаниите со повеќе вработени во Делчево, за да можете самите вработени да видат како да изреагираат кога ќе се случи не дај Боже несреќа на нивното место, и потоа за истата таа компанија, која што заеднички ќе одлучиме, значи која да биде таа компанија, ќе биде изработен еден приречник, кој што приречник посеб ќе може да си го користат во текот на нивната работа, доколку има потреба да се види како ќе реагираат за време на несреќа или повреда ако се случи на работа. Напоменавте и самите, а и претходно се сеќаваме на делот новинарски текстови за вашите претходни проекти во оваа област. Дали тоа беше, кои се резултатите од токму тие проекти, дали тоа беше клучно да се продолжи со проекти од оваа област и понатаму како што е овој проект? Така, имаше повеќе резултати од претходните два проекта. Значи, еден од резултатите и третиот проект кој што го подготвивме и за среќа го добивме. Значи, пред се беше подигната свеста кај бизнис заедницата во микрорегионот. Ги доработија елаборатите кои што ги имаа, ги изработија информативните табли, односно ги доработија знаците кои што имаа законска обврска да ги доработат, заедно со бизнис секторот, заедно со луѓето кои што се експерти во таа област, во безбедност и здравје при работа, значи изработивме еден приречник кој што го ставивме на располагање и кој што се користи, верувам дека се користи од бизнис заедницата, како и крајниот резултат направивме една мрежа на луѓе што се засегнати и на луѓе што се експерти во делот на безбедност и здравје при работа, односно го нарековме Центар за поддршка за безбедност и здравје при работа, кој што е стациониран токму во нашиот регионален центар за застапување, каде што служиме како врска помеѓу луѓето кои што се национални експерти, луѓето кои што се крајни корисници фирмите, но и работниците кои што имаат потреба од експертиза, односно кои што имаат потреба од некои конкретни прашања во делот на безбедноста и здравјето при работа. Безбедност и здравјето при работа е едно од основните права на работниците, значи кој што е регулирано покрај со законодавството на Европската унија и со голем број на повелби на Советот на Европа, така и со национални закони кои што ги има во голем број, но има и голем број подзаконски акти кои што ги регулираат сите тие односи, како односите и правата на работниците, така и на самите работодавци, улогата на експертите, улогата на граѓанскиот сектор како што сме ние во делот на безбедност и здравјето при работа. Што вели ситуацијата на терен? Луѓето, сите ние некаде работиме, што се вели сме на некои работни места, колку граѓаните се свесни за тоа колку здравјето и безбедноста се важни на работното место каде што работат? Па со овој проект, значи, ние планираме една кампања каде што пред се младите од најмали нозе ќе ги запознаеме со потребата од елаборирање и обработка на оваа тема, да ги запознаеме со можностите кои што ги нудат пред се
законот и подзаконските акти, но и да ги запознаеме со своите права и обврска како идни млади граѓани кои што бараат и ќе работат во различни институции, бизнис заедници и кои што треба пред се да се запознаени, бидејќи запознавањето со своите права е превентивна мерка која што пред се зависи од самиот себе, од самиот поединец, и ние мислиме и го правиме проектот со цел да ги запознаеме тие млади луѓе уште од најмлади нозе да се запознаат со тие своји права, со законските обврски и со тоа како треба да се регулира еден законски работен однос без разлика каде ќе биде заснован и на колку време ќе биде заснован. Реализацијата на секој проект има и своји очекувања, резултати секако ќе се очекуваат од тие проекти. Вие конкретно за овој проект што очекувате како резултат да постигнете? Која е промената кон која целите со реализацијата на проектот да ја постигнете? Па ние пред се надеваме на подигнување на јавната свест на повисоко ниво. Ќе се надоврзам на претходното прашање и она што Тони го кажа, а тоа е дека мислам дека ние бидејќи постојано ја следиме ситуацијата на терен преку нашиот центар за БЗР, мислам дека полека работите почнуваат да се менуваат, работниците стануваат свесни дека работните места на кои што се наоѓаат и поминуваат најголем дел од своето време треба да бидат навистина здрави и безбедни по нивното здравје. Така што прво се надеваме тоа дека се повеќе и повеќе ќе се подигнува таа јавна свест и дека се повеќе и повеќе граѓаните како да кажам, ќе имаат храброст да се соочат и со работодавачите со кои што за жал имаат проблеми. Секојдневно сме сведоци на такви ситуации. И секако тука ќе помогнат и медиумите, посебно во денешно време социјалните медиуми, бидејќи приказните така многу полесно се шират. И така и граѓаните кои што имаат некаков проблем на работното место ја добиваат поддршката од целата јавност. Очекуваме да со младите кои што ќе им ги зајакнеме капацитетите на вистина да бидат свесни, да ги знаат своите права, затоа што посебно во нашиот регион сведоци сме на тоа дека многу млади уште додека се во образовен процес пред да станат полнолетни почнуваат да работат сезонски во нерегулиран работен однос влегуваат, тие работи мора да се сменат. Така што ние се надеваме дека токму преку тие настани за јакнење на капацитетите тоа ќе го постигнеме. И не знам, убаво би било да зборуваме после завршувањето на проектот, кога ќе имаме конкретни резултати, ќе видиме што сме увиделе на терен, каква била ситуацијата, што донесло истражувањето и да знаеме за здраве Божи за нареден проект во која насока и понатаму да продолжи. Така, дали и оние кои што ќе слушнат за оваа активност на почетокот од овој проект, ќе може во текот на неговото време трајање да се вклучат и каде да се обратат ако... Да, апсолутно да. Ние секогаш стоиме на располагање за граѓаните, за сите нивни прашања, за сите нивни коментари, па дури и проблеми кои што ги имаат. Сме имали и такви ситуации. Слободно може да дојдат во нашата канцеларија во било кое време, доколку покажат интерес за вклучување во било која активност, исто така може да бидат вклучени. Јас ги споменав тука кои ни се целните групи, меѓутоа тоа не значи дека ние сме ограничени на нив. Отворени сме баш за секој граѓанин кој што сака да го даде својот придонес во вакви активности. Тоа ни е целта на нашата работа. Ние сме граѓанска организација, работиме со граѓаните, посебно нашата организација работи за застапување на интересите на граѓаните од целиот регион, не само од Делчево. Така, јас ви благодарам за ова одвоено време и за споделените информации, можеби за неколку кратко, но се надевам ќе се извлече нешто што за оние кои што ќе сакаат да се приклучат, толку тоа ќе ги наведе да го сторат истото, а по завршувањето на овој проекти да слушнеме нешто повеќе и да споделиме позитивни резултати. Ви благодарам за овој разговор.